Господин Рујак, најпрвен честитки за публикувањето на првиот дел од монографијата за цареви кули од преисторијата до Римското царство. На почетокот, какви се импресиите, какво е чувството кога повеќе децениската работа ќе ја добиете во една ваква форма? Па знаете, пред се ви благодарам на вашето присуство и на вашите желби да презентирате оваа книга, која што е плод на вистина на работа од најмалку 15 години. Па, како да кажам, се работи за една работа која што е, кажи речи, сумирана од моја страна. А пред се работи за работа за истражувања кои што се вршени во текот на 10 години на локалитетот Цареви кули од 2004 година до 2014 година. Со помали прекини се разбира, меѓутоа Цареви кули беа исто така дел од капиталните проекти на владата на Република Македонија. Така да на некој начин сите овие работи се сумира во едно издание кое што беше преобимно и затоа го поделивме на неколку дела. Всушност, како што ми се чини сега ќе испаднат два дела, ова е првиот дел кој што излезе, значи ова е пред неколку денови, кој што беше публикувано. Овде се сумирани резултатите од едни истражувања кои што дада многу податоци за градот Струмица, за населението и можам слободно да кажам за Струмичко и за целата држава. Се работи за една книга која што мислам дека ќе представува неодминливо четиво за секој оној што ќе сака да се запознае со историјата на ова поднебје. Така да ете сумичани и целата македонска јавност доби уште една книга во целиот оној комплет на книги кои што произлегуваат од капиталните проекти на владата на Република Македонија. Дали прв пат почна истражувањата на Цареви кули во 2004 година и она што го има и во самата книга дека најпрвин очекувањата биле дека тука ќе сретнете наоди од средниот век, меѓутоа се покажа дека се оди многу подлабоко и во праисторијата. Знаете, 2004 година започна мојот колега Секулов со истражување на Јужниот рид. Тоа беа заштитни истражувања затоа што таму започна нелегални активности. И уште на самиот почеток нам ни беше јасно дека освен средновековните слоеви од Цареви кули се соочуваме со слоеви од доцната антика, а и неколку елементи кои што беа затечени пред се предадени од полицијата ни укажува на праисторија. Меѓутоа, како да кажам, тоа беше еден мал сегмент од сето ова што мислевме дека го поседува Цареви кули. Така да 2007 година со проектот на општина Струмица и тогашниот градоначалник Зоран Заев започна еден обемен проект за истражување на Цареви кули. Тоа исто така беа заштитни во функција на заштитни истражувања кои што треба да го дефинират средновековниот бедем и некои содржини на Цареви кули, меѓутоа уште на самиот почеток се појавија слоеви речиси од сите епохи кои што го погодиле ова поднебје. Имено се работи за слоеви кои што потекнуваат од најстарите слоеви се од времето на халколитот, односно енеолитот, тоа е бакарното време. Потоа имаме од бронзеното време, од железното време, од раната антика, хеленистичкиот период, римскиот период, доцната антика, рана Византија, среден век, доцен среден век, па да кажеме дека како куриозитет дека последните слоеви се од времето на Втората светска војна, кога една германска единица планинарска во завршните операции за ослободување на Струмица се утврдила горе. Знаете, и едно кратко време практично германците биле последни кои што оставиле трага на ова подрачје, односно ја користеле Цареви кули во склад со она како што било користено уште од времето на праисторијата. За наследиците кога ги гледаме артефактите, ги доживуваме поединечно, не можеме да претпоставиме една целина, меѓутоа за вас археолозите тоа се слики, визуализација како на филмска лента. Можеме ли да им
малку да чуеме дел од приказната што се случувало на Цареви кули од преисторијата па до време до кога што завршува и постоењето на животот таму. Да, знаете, нели се... во Цареви кули биле исползувани во разни временски епохи на различни начини. Како што рековме, најстарите слоеви допират до времето на бакарното, до бакарното време, односно до халколитот, кога вникнала првата населба на Цареви кули. Се работи за најверојатно за населба која што ја формирале уште оние од времето на доцниот неолит, значи жителите од доцниот неолит кои што побегнале најверојатно од котлината, че од низинските слоеви горе на Цареви кули, таму се утврдили, формирале населба и таа населба траела неколку стотици години, за да подоцна едноставно заради климатските услови таа населба практично биде на некој начин ја снемува практично. Неколку илјада години подоцна се формира друга населба од бронзеното време, скоро на истите позиции на кои што е формирана и она населба од времето на халколитот. Имено се работи за едни такви услови на самиот брег на кој што денеска го нарекуваме Цареви кули, кои што на некој начин даваат идентично разместување на објектите горе на Цареви кули. И таа населба исто така траела, можем словно да кажем, околу 500-600 години, за време на најверојатно од климатските промени повторно, односно ерупцијата на Санторини, дојде до одедени заладувања и најднаш на овие жители ја напуштаат таа населба. Во времето на егејските преселби, кога низ овие подрачја поминуваат последните егејски бранови, тоа е за железното време, практично повторно е исползувано Цареви кули, најверојатно како пункт од каде што северните народи практично вршеле походи кон егејските населби. Едно време Цареви кули не е користено неколку стотици години, меѓутоа на време на раната антика, поточно од доцниот 5 и почетокот на 4 век пред нашата ера, на Цареви кули изникнува светилиште. Светилиште неверојатно било во функција на првата градска населба под темелите на денешна Струмица. Значи, Цареви кули на некој начин го дадоа и иницијалното населување на градот Струмица, односно подигањето на урбаната Струмица, а тоа е крај на 5 и почеток на 4 век пред нашата ера. Ова светилиште даде одлични резултати за сваќање на приликите во тоа време. Најстарите монети впрочем почнуваат од времето на Аминта III, преку Филип II, Александар Велики. Значи, тука практично добиваме една интересна слика за структурата на градското население преку тоа светилиште. Пронајдовме фрагменти од жетвеници, огромни јами истраживме од тоа време. Сето тоа е добро илустрирано во првата книга од монографијата Цареви кули Струмица. За време на хеленистичката епоха повторно имаме некои назнаки од светилиште, една мала населба која што изникнала неверојатно горе на самите Цареви кули, за тоа прочен зборува и некрополата во секторот Јужен Рид, кој што исто така даде неколку погребувања од тоа време. И практично книгата завршува со римското освојување, односно со првите последните години од римското републиканско освојување, значи кои што се случи некаде пред владењето на императорот Октавијан Август. А наредната книга се бави со подоснежните периоди од Римското царство па до доцен среден век. Така да овде се представени сите оние елементи кои што се битни за представување на самиот локалитет. Тоа е пред се материјалната култура, меѓутоа и духовната култура беше обсервирана преку материјалната култура, почнувајќи од најстарите слоеви, сето она што произлегува од тие населби, нивниот живот, внатре во населбите на тие жители, преку светилиштето кој исто така даде доста интересни податоци за духовната култура, светилиштето од времето на раната антика, па преку одредени елементи кои што укажуваат дека биле почитувани разни божества овде на
поднебје, тоа пред се големата мајка Кибела, Артемида и Хермес. Значи тие неколку божества кои што се посветени материјално, меѓутоа не треба да ги отфрлиме и другите можности за почитување на други божества. Така да ете, Цареви кули стана на некој начин отворена книга за читање на историјата на Струмица и Струмичка. Така. Докаде се градежните зафати таму? Спомнавте за проектот за реконструкција, адаптација. Дали се планирани уште зафати кои што треба да го изградат, нели, да тој беден повторно да се најави? Знаете, таму колку што знам, општина Струмица веќе работи на проектот за конзервација и санација и деломна реконструкција на одредени делови од Цареви кули. Колку што знам, идејата е да се завршат сите градежни активности, да бидат подигнати неколку кули, дел од бедемот, а повеќето објекти внатре и околу самата тврдина да бидат конзервирани. Значи, идејата е да се приспособат Цареви кули за пристап на посетители, односно да се стават во функција на локалниот економски развој, со тоа што Цареви кули секако пружаат тако потенцијал. Мислам дека ова работа нема да се заврши со овие активности на општината, дека ќе продолжи понатаму, дека ќе треба да се збогати со нови содржини внатре во самиот објект, а исто така и во објектите околу, односно нели со тоа што ќе најверојатно дел од овие предмети кои што беа истражени, ископани, конзервирани, ќе најде свое место во поставка која што планираме да ја направиме во централната кула. Знаете, на некој начин Цареви кули веќе представува символ на градот Струмица. Знаете, Струмица е нарекувана градот под Царевите кули. И сметам дека со целосното заокружување на градежните активности, со пристапните патеки, практично струмичани ќе добијат еден неодменлив пункт во понатамошните заложби за развој на самиот град, ако сакате, нели? Меѓутоа и едно место каде што ќе можат слободно да се чувствуваат, да имат едноставно преглед на целата околина. Цареви кули се место каде што имаме буквално еден прекрасен поглед, една прекрасна визура, не само на Струмица, туку и на Струмичкото поле, Огрежден, Беласица, во летните месеци се гледа убаво и Пирин планина. Така да Цареви кули е место каде што ја мислам дека со завршувањето на градежните активности ќе не биде гордост на струмичани. Колку е важна комерцијализацијата на она што го имаме како археолошко наследство, како археолошко богатство? Искуството од европските земји не покажува дека тие знаат да го валоризираат и да го наплатат тоа што го имаат, дури за нас кога станува збор за некои смешни артефакти во стилот на некоја карпа, ние Македонија и Струмица изобилува со археолошки наоди, археолошки места кои што можат да бидат комерцијализирани, да бидат катализатор на локалниот економски развој, на националниот туризам, на како може, што треба, каде да се стави акцентот за да може да ги донесеме луѓето, публиката не само на Цареви кули, туку и сето она што го имаме како Струмица, како Струмичко. Ние имавме во годините покажување од страна на ентузијасти кои што покажаа дека Цареви кули дури може да бидат одлично место каде што може да се случуваат културни настани. Да. Знаете, Цареви кули е само дел од општата понуда културна понуда на градот Струмица. И Цареви кули така треба да се посматра, едноставно како дел кој што покрај манастирите Водача, Велјуса, термата во Банско, Свети 15 во Струмица, значи некои делови од градската насаба која што настана помеѓу двете светски војни. Значи имаме што да понудиме, меѓутоа мислам дека во последните неколку години не се бавиме доволно со таа проблематика. Сметам дека тој сегмент на заживување на културниот туризам не е доволно експониран кај нас, пред се кај нас во нашата држава. Сметам дека Министерството за економија пред се со својот сектор за туризам дека треба да обрне многу поголемо внимание, а исто така и локалната самоуправа. Знаете, ние имаме многу манифестации во самиот град
Пред се тука е карневалот, тука е Струмица Open Festival, тука има различни други настани, избиднувања, денови на Ристо Шишков и така натаму. Заедно со тие работи, практично заедно со тие манифестации на некој начин можеме да го заживееме и културниот туризам, значи и природниот, ако сакате, со водопадските, со водопадите во Колешино и во Смоларе, така да сметам дека на некој начин Цареви кули би требало да се стават во погон, како да станат катализатор на тој локален економски развој преку културниот туризам. Пак ќе речем, за тоа се потребни многу активности. Можем слободно да кажем дека во последно време општина Струмица постојат одредени активности во таа насока. Тоа е со Центарот за локален економски развој, каде што почнавме со одредени активности и сметам дека сега нормално заради цела ситуација, цела работа е забавена. Меѓутоа, се надам дека во наредните години ќе дојдеме до фаза, пред се да го обезбедиме Цареви кули, сите оние пунктови кои што да бидам искрен, се уште не се доволно безбедни за населението, потоа да го на некој начин да извршиме санација на Цареви кули, односно чистење на самите Цареви кули, да направиме патеки, клупи, места каде што ќе може да слободно се движат посетителите, а потоа и да правиме одредени културни активности внатре. Знаете, ниту еден објект, поготово таков тип, не може целосно да биде ставен во функција ако во него не се одржуваат одредени културни манифестации. Сведоци сме дека последните неколку години почна веќе одредени културни манифестации внатре. За среќа тие културни манифестации одјекнаа со голем интензитет во Струмица и во Струмичко. Меѓутоа, сето тоа беше обид на ентузијасти. Во наредните години се надевам дека сето тоа малце поорганизирано ќе го правиме со општина Струмица. Знаете, ние сме сепак музеалци, нашата првична активност е да извршиме истражување, да ги презентираме пред пошироката јавност и на крај да ги публикуваме во вакви публикации како што е Цареви кули. Меѓутоа, тоа треба да постане поттик на сите оние кои што на некој начин го сакаат овој својот град и сакаат да имат одредени манифестации и го гледаат сето тоа во функција на некој развој. Така да ете, заедно со нас ги повикувам целото население од Струмица, Струмичко и пошироко, заедно со нас да размислуваме за тоа како и што понатаму со Цареви кули. Интервјуто го правиме на почетокот на 2021 година, таман на време да се свежи сеќавањата за она што Струмичкиот музеј археолозите го направија во 2020 година. Може ли една рекапитулација на она што го имавте како активност во 2020 година? Знаете, 2020 година покрај пандемијата беше доста богата и плодна за нашата институција. Имено се врши одредени истражувања, не само археолошки истражувања, пред се тоа беа истражувањата во самиот град Струмица, кога се изврши одредени заштитни истражувања. Се стекнавме со увид во тоа како изгледала Струмица во текот на досната антика, односно истраживме неколку погребенија уште од тоа време, што беше изненадување за нас во горниот дел на градот. Потоа моите колеги работеа на утврдување на дотно средновековната поставеност, дотно античката поставеност и рано средновековната поставеност во Струмичко на објектите, едноставно ги мапира и ги проводија оние патеки, патни правци и објекти кои што биле во функција од тоа време. Ова активност траеше речиси целата 2020 година. Се извршија и одредени други активности, пред се направија проекти за многу конзервација во Струмичко, тоа е пред се на црквата Свети 40 во Банско. Одредени активности се заврши и во самата терма во Банско, знаете, таму се почна конзерваторски работи и практично конзервација се изврши на еден дел од објектите истражени во минатите 10 на 15 години. А исто така ја вршев истражување на рано неолитската, сега може слободно да кажем рано неолитската насела во селото Костурино,
место што се вика Орниче, каде што беше истражен уште еден објект, значи 2018 започна истражувањето таму, мислевме дека се работи за среден неолит, меѓутоа веќе нема сомнение, се работи за ран неолит. Мислам дека ова е еден од најстарите локалитети во Југоисточна Македонија, кој што ни пружи еден нов поглед, една нова визура на тоа како се одвива процесот на неолитизација во Македонија. И сметам дека во понатамошните активности овој локалитет практично ќе биде дел од она општа слика на неолитизацијата не само на Балканот, туку и на Европа. Што значи тоа во прости зборови? Тоа значи дека на тоа место практично дошле првите жители, првите сточарски и земјоделски жители на подрачјето на Европа. Значи, многу скоро, откако се населиле пред се во деловите на денешна Грција, неколку стотици години потоа се населиле и овде и продолжиле понатаму кон Штипската котлина, кон Скопската котлина и натаму кон север. И меѓу другото ги формирале првите култури, првите рано неолитски култури на Балканот практично така. И секако каде ќе се слуша звукот на археолошкиот чекан во 2021 година? Да, Завод и музеј Струмица имаше една богата програма која што ја истакна пред Министерството за култура. Дел од таа програма е прифатена, колку што знам, се уште не е објавена. Се надеваме овие денови ќе добиеме, значи ќе излезе во јавноста што е се прифатено од програмата, меѓутоа сигурен сум дека оваа година ќе не биде уште поплодна него 2020 година, така да ако се стекнат сите услови во врска со пандемијата, нели, мислам дека нашата институција практично ќе тргне во едни нови значајни моменти кои што Струмица и Струмичко практично ќе го воздигнат на едно повисоко ниво во делот на културното наследство. Господин Друјак, ви благодарам за времето што го издвоивте за да го снимиме овој разговор. Благодарам вам.